Добре, криптоентузијасти. Како што најавивме денеска имаме едно доста добро видео, многу битно, посебно кога станува збор за криптоентузијастите кои што сакаат да инвестираат. Поради тоа што ова што моментално се случува во светот и овој Great Reset кој што не го планираат, односно големото рестартирање на општеството, донесено од нашиот омилен World Economic Forum, исто така има голем акцент удрено и на самиот крипто свет. Сега, значи ние моментално во овој дел од Светскиот економски форум ќе се фокусираме на тоа како Светскиот економски форум е поврзан со иднината во крипто светот, со голема помош од еден од нашите членови, а тоа е Александар Павловски, кој што ни го испрати овој голем материјал и ќе направиме нешто интересно денеска. Односно ќе направиме така речено подкаст со некој кој што не е со нас. Значи, за жал, Александар Павловски беше зафатен и не можеше да учествува во нашиот подкаст, оној кој што моментално го планираме, но ние ќе бидеме малку креативни и оно што ќе го направиме, ќе го презентираме неговиот материјал преку овој имејл кој што ни го испрати, доста долг и доста полни информации, а дополнително на тоа во секој од овие пасоси ќе кажуваме свое мислење, како нели, јас лично како водител на овој канал и на оваа едукациона програма, така да на некој начин ќе се осврнам на моменталната ситуација за тоа како он го гледа, а јас ќе дополнам со оној материјал кој што например јас сум го нашол или пак ќе го потврдам материјал кој што он го нашол, но морам уште на самиот почеток да напоменам дека јас и Александар сме доста блиску со ставовите во однос на УЕФ и во однос на тоа каде се тоа води, но како и да е, не заборавајте дека ова видео не го гледате за да откриете заговор. Значи, ова не е видео во кое што ние ќе разговараме за тоа како моментално сите сакаат против нас да се постават. Значи, уште еднаш ќе напоменам. Го ставаме акцентот на криптовалутите и како моментално самата идеологија и политика на Светскиот економски форум може да ни помогне во градење на нашето портфолио. Затоа уште еднаш ќе напоменам, значи нема да се задржуваме на тоа што се обидуваат да направат, туку ќе се задржиме највеќе на тоа како ова може да биде наш бенефит. Значи, затоа го гледате ово видео, не го гледате за ние да ви кажеме што моментално Светскиот економски форум се обидува да заебе следно во светот. Пред да почнам, ќе би сакал уште еднаш позади мене да го погледнете убаво логото на Светскиот економски форум. Така, значи, заедно со тој горниот дел, кој што е доста добро, значи го образложува нашиот став кон Светскиот економски форум со причина, но нели, затоа го имам во позадина, да не заборавите какво е нашето мислење за Светскиот економски форум и за неговите политики првенствено. Сега, не заборавајте, значи ќе напоменам уште еднаш дека нашиот став кон УЕФ е многу јасен, оно што може да погледнете позади нас, но во исто време и самата идеја за големиот рестарт, кој што ја имаат Светскиот економски форум, ова е нивни постер, значи ова не е од нас. Се тоа што гледате е моментално најдено на официјални страни на овие организации. Така да не заборавајте дека ние ништо од ова не говориме дека е заговорна или теорија или не знам како и да е. Значи сето ова е буквално јавно објавено од страна на Светскиот економски форум и на други институции за кои што ќе разговараме наскоро. И затоа уште еднаш ќе напоменам, имајте го во првиот фактор дека ние ниту во еден момент нема да презентираме информации кои што не се јавно објавени. Нема да шпекулираме, туку разговараме од она што ни е достапно моментално и кој што секој може да го најде моментално на интернет. Имајте го тоа во првиот. Така да. Идејата на Светскиот економски форум преку овој постер е многу јасна. Значи, овдека може да погледнете дека ова е практично постер со кој што се вели преку влогот на членовите на Светскиот економски форум Global Future Councils. Значи, ова се значи да го ставиме ова во еден концепт. Неколку будали кои што сме ги одбрали ние на избори, моментално мислат дека се доволно паметни да се соберат нели како и секогаш во Давос во Швајцарија еднаш годишно и да одлучуваат комплетно во наше име. Значи комплетно имаме целосен дисрегард, целосно обесправување на целата светска популација со тоа што имате една рака луѓе, оној 1% кои што се собираат на годишно ниво и одлучуваат се во наше име. И откако ќе одлучат сите овие представници се враќаат дома во своите земји со веќе утврдена агенда која што треба да се спроведе преку соодветни закони и слично. Со тоа што главната работа која што моментално се работи преку големиот ресет е you will own nothing and you will be happy. Значи нема да поседувате ништо и ќе бидете среќни. Во превод, немој да се секирате. Ние ќе поседуваме се и ќе ви дадеме колку ви е доволно.
А они имаа проблем со комунизмот околу. А каде ова води, нели? Идејата, ако веќе земеме, базичната идеја овдека е буквално тоа. Нема потреба ние да поседувате ништо, значи државата ќе поседува и ќе ви даде колку ви е доволно. Така. Ете така. Значи проблем е комунизмот, а врвот на капитализмот го гледаме преку овој постер моментално, кој што ви кажува се што треба да знаете за иднината, како тешко. Гледате колку е среќа. Сега, да почнеме, значи поред. Значи ова е буквално негови мислења, заедно со одредени информации кои што ги наоѓал на интернет и кои што навистина морам да признаам, значи браво Александар, навистина добро срочени, навистина најдени, како што треба информации кои што се добри за да можеме да анализираме каде моментално и кои проекти и кои компании се инволвирани и да знаеме кои проекти ќе бидат привилегирани во однос на големиот рестарт. Така. Ево вака. Значи ќе започнам со неговите мислења и по одредено време, после некој пасус ќе запирам и ќе објаснувам што јас имам околу сето ова. Значи вака. Во прилог подолу ќе ти ги пратам податоците околу тоа што го разговаравме, за тоа кои компании се поврзани со УЕФ, тоа кои компании беа на последниот форум, тоа беше последниот форум во Давос оваа година, на почетокот, и нешто околу регулацијата. Сега во контекст на сето тоа, ќе напоменам и некои други пропратни работи, но ќе гледам да се држам во главната тема и ќе гледам да не испуштам некоја битна информација. Овој пат нема да пишам поопширно околу големата слика, затоа и реков. Значи, не заборавајте дека големата слика на овој рестарт е буквално сеопфатна. Зборуваме секоја сфера на општеството. Значи, нема сфера во која што они веќе немаат одлучено како се тоа ќе се движи. И поради оваа причина, ќе напоменам уште еднаш, ние осврнуваме само моментално значи, внимание само на крипто дел. Значи, само на дигитален леджер дел. Така да не заборавајте она што го кажува он, јас го имам истото мислење, дека они имаат буквално за себе ќе испланирано како ние треба да се однесуваме за да бидеме среќни. Значи, не го заборавајте тоа. Кој големата слика за тоа што прави УЕФ и сатанистот Клаус на место комплетно кажано, туку ќе се задржам на тоа кои компании и луѓе се директни партнери и кои компании и проекти беа оваа година застапени на УЕФ. Сега, ние ова ќе го поврземе сето што нас не е познато. Значи заедно со ISO 20022, заедно со законодавството што моментално се одвиваат во целиот свет, така да ќе видиме, значи одредени докази дека сето ова што он го кажал, прво се јавни, а второ се сите поврзани. Значи ништо од ова не е коинциденција. Има повеќе причини зошто ти го испраќам овој преглед, а тоа се сега според самиот Александар, едно причините што ти го пишувам, како и што сето го пишувам, како би ти докажал дека УЕФ и тие луѓе немаат ништо против крипто, блокчейн и се поврзани со тоа. А следствено на тоа нема да имаат ниту државите и нивните институции кои ќе биде имплементирано. Друга причина е за тоа што би било добро да имаме увид во тоа кои компании, проекти и фондови се под нивна контрола и во која насока сето ова оди, како би донале подобри одлуки од кои ќе извлечеме поголема финансиска корист како заедница и трето за тоа што нели го правиме ова како едукација. Така да уште еднаш му благодарам на Александар пред да почнеме да навлегуваме длабоко во ова. Значи да, се сложувам со тоа, но овдека само би напоменал уште една работа. И не мислам дека сите проекти од криптосферата ќе бидат само едноставно, нели, дозволено да влезат во сето ова и овдека се навраќам на она што го истражував моментално, а тоа е уште еднаш ќе напоменам ова. Верувам дека ISO 20022 ќе биде портата низ која што ќе треба да се помине како крипто проект, со цел да бидете легален и да бидете прифатен од ова што моментално го гледаме од Светската економска организација. Така да, нели, имајте го тоа во предвид, но нели, како навлегуваме понатаму ќе ви го покажам дел по дел. Сега. До сега изминатите години се очуваат работи во светот и сите зборуваме дека има длабока држава и дека има невидлива рака која што пробува да го контролира светот и човештвото. Во последниве години, благодарение на интернетот и случувањата со короната, почнаа да излегуваат на виделина кои се тие луѓе и организации за кои не знаевме кои се, а знаевме дека постојат и дека го водат и контролираат светот. Можеме да дојдеме до заклучок дека најголема улога, ако не и главна, во сето тоа има УЕФ начело со сатанистот Клаус Шваб и уште неколку блиски околу него. Стварно е фасцинатно како сето тоа Клаус го има осмислено и како го води,
на него може да му позавидат сите претходни генерации кои пробувале да го контролираат и поробат светот. Например, таткото на Клаус действувал преку Хитлер. Вака. Значи, ова, иако моментално целиот светски економски форум и сите битни, да речем, медиуми во светот се обидуваат да го штитат и да го скријат, само да ви покажам со кого си имате работа. Значи, ова е Клаус Шваб. Значи, тој е германски инженер кој што е буквално одреден за целата оваа светска економска, да речем, светски економски форум да функционира. Значи, он ја става агендата, он на некој начин се што буквално би било на некој начин еден тип на главен на администрацијата на целата оваа ситуација. Така. Сега, зошто е тоа толку битно? Значи, погледнете кој уствари е Клаус Шваб. Иако има доста, нели, артикли, доста шпекулации, што и да е, значи во претходниот состанок, значи буквално излезе информација од која што, значи може да погледнете на Википедија кој е неговиот татко, така. Значи, ако погледнеме кој е неговиот татко, само моментално да најдам точно каде беше напишано тоа. Само момент, мислам дека го имав на друг артикл. Значи буквално го бара family background за да видам кој уствари е и кој се, значи гледате овде. Овдека моментално има само одбрана, нема информации за него, има само одбрана дека он не е син на бивши нацист. Значи, буквално и сега ќе ви покажам како тоа го најдов, само момент да најдам точно, еве. Значи вака. Значи негов татко е Юджин Вилхелм Шваб. Погледнете што се случува, значи ова е Википедија. Ако ова не било правилно, ќе го сменеа до сега. Така. Значи погледнете што се случува кога ќе го ставам ова име моментално на Google. Значи, гледайте овде. Photo of Nazi military officers falsely shared as father of leader of World Economic Forum. Значи, гледайте, сегде. Само тоа, гледайте, Photo of Nazi military officers, значи сите моментално различни медиуми кажуваат дека наводно ова е лага. А и вие имате артикл моментално од Википедија, каде што точно стои кој представува неговиот татко. И кога ќе погледнете кој уствари е неговиот татко, еве кој е неговиот татко. Значи повторно, дали ова вистина или не знам, но ова е како што можеме да видиме и сами информација на една, сега повторно знам дека овде може да пише било кој што сака, но ако ова не било вистина, сега ќе го сменеа, така. И еве, погледнете од друга страна, значи јас не гледав само на тој, се обидов да најдам нешто повеќе. Значи ова е германската дигитална библиотека. Значи ова не е некоја безвезна страна, ова е германска дигитална библиотека. Каде што кога ќе го ставите ова име, испаѓа еден човек само, нема други. И гледајте во каков контекст истиот се спомнува. Така, значи овдека може да погледнете се на англиски, значи едноставно може само да смените јазикот и гледајте како моментално сето ова се каде сето ова се спомнува. Така, значи гледајте во кој архив моментално има информации за овој човек. Фајлови за денацификација. И тоа ова е Ревенсбург трибунал. Значи трибуналите знаете и кои се, нели, како што е Нирнберг, каде што буквално се судени сите бивши нацисти со цел да се утврди нивната замешаност во Втора светска војна. Погледнете во кои документи го има ова име. Денацификација, значи фајлови за денацификација. Така, со тоа што овдека, значи гледате, сите имија ги има, меѓу кои неговото, еве го. Така, и овдека може да погледнеме подетално во однос на тоа кој и што бил. Сега, да не навлегуваме во тело, што сакам да ви покажам. Гледате каде моментално се наоѓа, гледате. Значи, моментално сакам да ви покажам во кои делови, односно во кои така речено институции бил истиот. Мислам дека може да го најдам само овдека, само момент да го најдам. Еве за кои типови на луѓе неговиот татко. Значи, ова се посебните органи кои што ги има во нацистичка Германија, а тоа се Комесаријат за политичко чистење, знаете кои се овие, нели? Комесаријат за политичка чистка, прч буквално представува чистка, така. Значи, ова се на некој начин само деловите во кои што се спомнува неговото име. Значи, ова се каде уствари членувал и од каде потекнува таткото на Швабава. Значи, ова е тој човек кој што денеска сите значи, се запнаа да покажат дека тоа не е вистина, но еве гледаме, значи еве го името негово официјално, кој е неговиот татко и единствениот човек во германската библиотека кој што излегува со тоа име, како што кажавме, е буквално нацист. Така, значи признат нацист кој што бил дел од ова биро за политичка чистка. Така.
Значи, битно е да знаете прво кој го води, од каде се тоа потекнува, кој што моментално се обидуваат од петни жили да го избрешат ова дека не е вистина, но значи многу едноставно е во денешно време се проверат овие работи. А верувам дека библиотеката, значи Националната библиотека на Германија нема причина зашто ова да го крие. Така. Мислам дека до овде, мислам дека сосема во право е се што кажа за сега Александар. Сега, од сега па натаму влегуваме во оној момент кој што е битен за криптосветот, но морав да ви дадам целина да видите со кого имате работа, со тоа што само уште еднаш да напоменам пред да влезем во тој дел, значи која е нивната мисија, вели. Светскиот економски форум е интернационална организација од јавно-приватен кооперација помеѓу јавниот и приватниот сектор. Значи, пазете овде. Форумот практично работи со политичари, бизнисмени, нели, и културни лидери на општеството за да ја shape the global, regional and industry agendas. Во превод, да даде облик на глобалните, регионалните и индустриските агенди во однос на тоа како понатаму ќе се движи светот. Во превод, оно што го кажувам постојано, 10 мајмуни што сме ги одбрале ние со наши гласови се собират, значи знаете како? Еве сега ќе ви кажам една добра споредба за тоа што уствари представува Светскиот економски форум. Значи имате илјадници луѓе кои што одат со своите приватни джетови, нели, на едно од најскапите места во светот во Швајцарија, за да разговараат за глобално затоплување и за зелена агенда. Со приватен джет одат таму, за да разговараат за зелена агенда и како треба ние да се смениме за да биде, нели, светот по зелен. Ете, тоа е во главно со кого имате работа. Сега, околу механизмите и начинот со кој се манипулира човештвото и како тоа го спроведуваат, може многу да се зборува, но ќе го оставам за друг пат. Затоа и реков, значи јас се обидувам да бидам што можам повеќе фокусиран на темата, едноставно не можете, значи премногу е едноставно не може да не ви изнервира. Сега нас се интересира еден од механизмите, а тоа е индустријската револуција 4.0, која во себе содржи повеќе платформи. Сега, ова е самата, значи да објасним прво. Индустријската револуција представува одреден настан или одреден развој во технологијата кој што предизвикува целосно револуционирање на моменталната индустрија. Зошто го велам ова? Значи, неколку индустрии постојат до сега нема да навлегуваме во примери или во објаснување на историскиот аспект. Значи, е прост пример, еден од стадиумите на рипање од еден во друг стадиум во еволуцијата на индустријата е, например, измислувањето на парната машина, која што наеднаш прави целосен бум и револуција на сите до тогашни индустријски процеси, затоа што веќе имате посебен тип на технологија која што буквално го револуционира досегашниот начин на кој што се произведуваат ствари. Така да и во оваа ситуација сосема е на место тоа што го кажува, дека значи 4.0 представува сосема следен степен на револуција каде што имаме целосна дигитализација и нели, гледате овие како што е самата технологија на дигитализација или пак на блокчейн помага во револуционирање на следниот чекор на револуција. Сега, овдека на кратко би можел да објаснам што уствари би требало да биде Industry 4.0, односно во оваа ситуација, може да погледнете. Значи, ова се главните сегменти кои што моментално ќе бидат така речено надградени во општеството за да влеземе во оваа индустријска револуција 4, така. Значи, Internet of Things, така, поврзано со блокчейн, но поголемиот дел, значи има многу проекти кои што работат на Internet of Things, кои што ќе бидат многу подобри кога блокчейн ќе влезе во сето ова. Cyber security, мислам дека блокчейн е дефиниција за cyber security. Augmented reality, значи метаверсот моментално и проектите кои што развиваат метаверсот се исклучиво битни за augmented reality. Big data, знаете и сами има многу моментално проекти кои што работат на замена на старите, како што се Amazon и не знам Google Cloud сервери, кои што ќе го прават тоа на блокчейн технологија многу подобро, многу подецентрализирано, како што се Filecoin, така. Autonomous robotics, значи autonomous robots или robotics, пак на некој начин треба да биде работено со што? Со AI, без AI нема autonomous robots, така? А овдека повторно влегува самиот блокчейн, нели? Гледаме дека сите овие моментално развојни средства кои што ќе бидат искористени за индустријската револуција 4.0, буквално опфаќаат многу голем дел од блокчейн технологијата. Cloud computing иста ситуација како и big data. Значи многу слично, затоа што поголем дел од овие овозможуваат исто така и cloud computing.
System Integration, Simulation and Additive Manufacturing. Значи, пак на некој начин гледаме дека имаме голем дел од сите овие работи кои што ги гледаме овдека моментално, кои што опфаќаат клучниот дел кој што нас не е битен, а тоа е блокчейн технологијата. Ова сакам како предупредување да ви го дадам малку подоцна, но ќе дојдеме до тој дел, со тоа што овдека можеме да видиме на самата страна на World Economic Forum, значи ова се платформи кои што и самиот ги спомнува малку подолу во текстот, работат буквално на тоа. Односно, гледате, они имаат целосни платформи во кои што сега ќе видите колку само големи компании имаат, че ние денеска ќе разговараме само за блокчейн, а замислите колку големи компании има кои што работат на сите овие различни сфери. Јас само сакам да ви кажам дека Светскиот економски форум не е само за економија. Значи, погледнете. Shaping the future of advanced manufacturing and value chains. Значи, зборуваме за развивање, односно shaping. Гледате, они сега го ставаат тоа. Они даваат облик како тоа ќе се движи во иднина, значи начин на производство и на светските значи синџири на вредност. Shaping the future of consumption. Значи дури како ќе конзумирате, они се обидуваат да го оформат тоа. Shaping the future of data policy во превод. Овдека сакаат да ви кажат дека они комплетно ќе бидат, да речеме, одговорни за тоа data policy, што е дозволено, а што не е дозволено околу податоците кои што може да ги видите. Shaping the future of digital economy and new value creation. Значи, гледате, Shaping the future, повтор, тоа е секаде. Значи, ќе се прави од нивна страна облик на тоа како ќе изгледа дигиталната економија и стварањето на нови капитални вредности. Енергија, материјали и инфраструктура. Financial and monetary systems, CBDC. Shaping the future of health and healthcare. Значи, здравствениот систем. Media, entertainment and sports. Значи, се што може, се се одлучува овдека. Се разбираме, јас за тоа ви кажувам. Немој да мислите дека они овдека разговараат само за, не знам, глобалната економска криза. Се разговара за се. Меѓу кои, оно што највеќе не интересира, shaping the future and technology, shaping the future of technology governance, blockchain and digital assets. Односно, гледаме дека имаат посебен сегмент кој што исклучува работи на дигиталните добра. Иако ако продолжиме понатаму има уште некој, битниот дел ни е ова, дека веќе имаат завземено став. Оно што постојано сакам да ја кажам, че многу често се зборува дека во светот се уште државите се незаинтересирани, се тоа е не. Чи не, воопшто не е така. Моментално државите се многу позаинтересирани од тоа што вас вие го представуваат на телевизија. Значи, тоа е проблемот што ние не добиваме соодветни информации. А денеска преку нашата така речена дебата со пишан противник ќе можеме да видиме точно за што станува збор. Значи да продолжиме. Ако добро ги разгледаме платформите, ќе видиме дека блокчейн, освен тоа што е наведен како посебна платформа, тој наоѓа примена и е интегриран скоро во сите други останати платформи и у кои се дигитализација и дигитална економија, а во тие платформи едни од главните алатки се и крипто, блокчейн, Web3 и Metaverse. Она што досега ни е многу познато. Нема економија без ова. Се разбираме? Нема да може да има економија без ова, затоа што се базира на блокчейн технологија. Следно, CBDC е блокчейн технологија, само што е приватна. И се враќаме на оваа слика која што ја покажам, значи гледате. Не постои ништо од новата индустрија која што ќе биде во која што не е застапена блокчейн технологија. Така да секогаш имате од ова превид, моментално имаме шанса да инвестираме во технологија. Вие не инвестирате во валути. Ако некој ви кажува дека инвестирате во бабл или во валути, ве лаже. Добро, ако инвестирате во мемкоини, во ред. Но вие инвестирате во технологија. Технологија врз која што ќе се гради следниот не само економски, туку целиот свет, гледате. Значи нема сегмент во кој што не е застапена блокчейн технологија. Кои што не се само технологија, туку се многу повеќе од тоа. Оно што буквално јас сега го кажав. По конкретно за ризиците и последиците од цела дигитализација, има многу научни трудови, истражувања, а исто така може многу да се зборува и од аспект на ментално здравје, психолошко здравје, физичко здравје, но и истражувања, но и за тоа друг пат. За сега само ќе ти кажам, држи го детето понастрана од Metaverse. Сега. Оваа слика која што јас се ставив овдека е слика уште кога јас бев дете. Значи јас бев дете, јас играв World of Warcraft и бев некој, не знам, 14-15 години. И оваа слика уште тогаш, значи никогаш не ми излегла од памет и затоа сега ја најдов и ја ставив овдека. Значи уште тогаш замислата, гледате, некој уметник тоа го направил многу интересно, е дека ова е тоа, нема да поседувате ништо и ќе бидете среќни.
Ова е тоа. Така да, мислам дека ово предупредување кој што ми го дава Александар буквално е назначено на овој момент, дека идејата со метаверсот е буквално да ја заменат вашата моментална реалност со фиктивна реалност во која што вие ќе мислите дека поседувате ствари. Поседување NFTs не е поседување ствари. И поседување на технологија е добро, но нели, понатаму ќе поразговараме за тоа како е паметно да не се целосно базирате на финансии или капитални добра кои што ќе бидат исклучиво поврзани со ова. Така, затоа што гледате дека ова веќе некој го планира одамна. Ова не сме го измислили ние. Ние само имаме на некој начин среќа да бидеме први свесни за тоа што се случува. Во меѓувреме изминативе 30 години, а посебно последните десетина, беа доволни за да се направи проектот 4.0 индустријска револуција и технологијата да биде истестирана од голем број корисници, како и да се осети пулсот на човештвото кон таа технологија во поглед на неговото прифаќање. Развивање и слично како би знаеле во кој правец да ни го понудат. Откако видоа дека технологијата функционира и скоро совршено следно ќе пристапат кон адаптација. Она што постојано го кажувам, ние сме до тој чекор, еве и Александар го дели истото мислење со мене. А за да има адаптација, прво треба регулација. За регулација и CBDC ќе ти пратам следниве линкови, а другиве денови ако имам потреба ќе испратам и други. Како и да е. Значи, она што моментално е пратено од негова страна е ова. А тоа е 223 страни во кои што они напишале white paper за тоа како дигиталните валути ќе бидат, значи гајде, governance конзорциум, односно како истите ќе бидат така речено корелирани, адаптирани и регулирани од страна на во овој случај влади, затоа што се уште немаме светска влада, а таму се оди сето ова. Сега, многу битно е да забележите кога е ова направено. Значи многу едноставно може да го најдете, само буквално запишете World Economic Forum, Digital Currency Governance Consortium White Paper Series. Запишете, ќе го најдете, иако јас лично не сум го прочитал, значи на вистина немам време да седам 200 страни да прочитам, но сум работел на многу информации околу сето ова за да ми биде јасно што може да се очекува сето тоа. Сега, доколку некој има време, би му препорачал да го прочита. Сега моментално во овој дел околу регулативата, значи ја и ово се слагаме, да, во ред. На место е тоа дека ќе има прифаќање. Но мислам дека он има многу по, како да кажам, лабави сваќања на тоа дека криптото ќе биде целосно прифатено. Јас на пример имам сосема поинакви сваќања зошто го велам тоа. Да, во право е. Моментално гледаме дека се развива регулатива сега. Затоа и го оставив ова моментално овдека, што е многу битно. Сега ќе покажам зошто. Значи, сосема на место е тоа што го кажува. Мика беше донесена во текот на 2022 година и сега ја гледате. Од март 2023 година се вели дека ќе почне да делува, така речено. Така. Значи, идејата каде е? Значи, почетокот на 2023 година Мика, ако се сеќавате, ние имаме посебно видео во кој што разговараме за ова е посебен закон во кој што ќе важи на цела Европска унија, кој што ќе ги регулира криптовалутите. Од било кој тип, без разлика дали стейблкоини, дали е слично. Но интересна работа. Кога ова дојде? Значи 2022 година, почетокот на 2023. Од каде потекнува? Ноември 2021 година. Што значи, повторно се враќаме на тоа дека овие тпоглавци, значи еднаш годишно одат таму на factory reset, им се кажува што треба да прават и после тоа одат дома и го прават тоа. Така. Значи да погледнеме понатаму. G20, истата ситуација. Во 2022 година, ако се сеќавате, јас објавив вест во која што се најави дека една од главните агенди на G20 во 2022-2023 ќе биде Exploring Cryptocurrency Regulation. Зошто го велам тоа? G20 представува 20 најголеми економии во светот, кои што сега моментално за цел, повторно, подучени од кого? Светскиот економски форум, имаат за цел да седнат и да ги усогласат правилата помеѓу себе, како најголеми економии во светот, со цел да најдат заедничка регулатива која што едноставно нема да ви дозволува да може да значи, зошто го кажувам ова? Значи, пример, ако немате поволна да речем регулатива во Америка, вие многу едноставно ќе се преселите. Ќе отидете во Дубај, така. Но ако имате 20 најголеми економии кои што на некој начин фаќаат најголемиот дел од светската економија и светската, да речем, популација, и сите ги усогласат регулативите да бидат во еден начин, тоа значи дека вие нема да има кај да бегате, така. И наеднаш автоматски ова се дешава веднаш после советот даден од Светскиот економски форум. Значи повторно една година после тоа се случува насекаде. Да погледнеме понатаму. Интернационален монетарен фонд. Септември 2022 година.
регулација на крипто. Значи, ме разбирате каде оди се тоа? Значи, како наеднаш во иста година сите овие испаднаа со истата идеја дека треба крипто се регулира? Зошто до сега не го направија тоа? АЕС 20022 требаше да биде во ноември 2022 година, почнува во март 2023 година. Истата ситуација. Моментално имавме видео посебно за АЕС 20022, ќе ве замолам да го погледнете, каде што детално објаснуваме што истиот представува. Односно, се враќаме на истата агенда. Се прави инфраструктура со која што новиот финансиски систем во светот, сите банки, сите институции кои што ќе бидат дел од АЕС 20022, ќе мора да прифатат крипто и CBDC. Што значи, во исто време, од било кој карактер, сите меѓународни организации или да речеме овие, да речем, конгломерати на големи економии, го прават истото. Односно, сите имаат за цел да направат регулација на крипто секторот. Значи, ова што го гледаме моментално, што се случува, јас тоа ви кажувам, шекорот помеѓу крипто кое што ние го познаваме и масовна адаптација е тоа, средината. Регулација. Значи, без регулатива ние не можеме да дојдеме до масовна адаптација, а сега уште многу по-јасно ќе ни стане сето тоа. Сега, нели, да продолжиме понатаму и како се движиме ќе ви стане се појасно и појасно. Значи, за регулација имав документ и од Accenture не можам да го најдам. Добро, како и да, ова се некои дополнителни работи што верувам дека со работката, доколку на Александар му се допадне ова видео, ќе продолжи и понатаму. Сега, гледано од економска гледна точка, исто така ќе биде спакувано дека блокчейнот, метаврсот Web3 ќе игра голема улога и ќе најде пример. Бидејќи ќе се креираат нови работни места, а да не забораваме дека Клаус пред неколку години беше загрижен поради тоа што во иднина многу работни места и индустрии ќе исчезнат. Веќе најавено, посебно со Artificial Intelligence моментот. Луѓето ќе имаат нови извори на приход. Преку Metaverse, NFT, поседување на токени и коини, преку стейк. Играње игри преку нодови и многу други работи кои во иднина доаѓаат. Ќе можат луѓето да инвестираат за стари денови и други работи. Сето ова погоре го пишувам со цел да го потврдам мојот став дека блокчейн технологијата е тука и таа ќе остане и овие луѓе нема ништо против тоа. Без разлика на процесот на адаптација и тековните краткорочни случувања низ годините исто така, погледни ги надолу фирмите и луѓето кои ги контролира и насочува УЕФ и ќе видиш дека ако овие луѓе не сакаат да слуша народот за блокчейн и криптовалути, тогаш народот тешко дека ќе слушне. А гледаме дека последниве години нивните медиуми јавно го рекламираат и негативна реклама е реклама, точно, крипто, блокчейн, Web3, Metaverse и NFT. Точно. Сосема на место. Единствена работа во која што ја не се согласувам со Александар е тоа дека они ќе ги бираат проектите кои што ќе бидат дел од оваа нова реалност. Зошто го велам тоа? Преку обработка на ISO 20022, автоматски ви станува јасно дека сите оние проекти кои што нема да сакаат да потпаднат под регулативата која што моментално се спрема од страна на сите, значи регулатива Интернационален монетарен фонд, G20, Европска унија, значи сите моментално ја вршат истата слика, истата регулатива сегде. Со тоа што ќе бидат бирани проектите кои што ќе бидат дел од ISO 20022. Не само тоа, туку, знаете како? Тоа е како сите одиме на концерт, така еве да речеме има, не знам, Металика концерт. Сите одиме на концерт. Арно ама на концертот први се пуштаат оние кои што имаат подобри билети, така. Што значи дека тие ќе добијат најдобро место, ќе може да видат се, ќе може да слушнат се, така. Додека тие последните што не си купиле кој што треба билети на време, така, ќе бидат пуштени последни, ќе бидат среќни ако може да влезат и ќе бидат у некој ќоше на крајот од стадионот и ќе гледаат на екранот како Металика свири. Нема ни да може да ги видат. Сега, зошто го споредувам ово со концерт? Значи истата ситуација е и овде. Зошто, например, биткоин, иако самата технологија на биткоин е застарена, се уште е најмоќен? Затоа што е прв на пазарот. Луѓето на вистина забораваат која е моќта да бидете прв на пазарот. Значи, и да не сте најдобар играч, ако сте прв на пазарот, вие веќе сте оствариле голем пазар. И луѓето се така едноставно, како да кажам, генетски програмирани да не бараат подобра солуција. Најчесто би останале со истото само за да не се замараат. Прост пример. Значи и Етериум можеме да го земеме. Имаш многу подобри блокчейни од Етериум, но на пример што вели? Значи самите програмери не сакаат да одат на друг блокчейн затоа што треба да учат нов програмски јазик. Значи едноставно го знаат јазикот на Етериум и сега на пример ако отидат на ADA, на Cardano, они мора да го научат Plutus. Зошто да учи нов јазик кога иако е ова малку постар, можеби не е со толку добри перформанси, работи
така да останува овдека да биде програмер, се разбираме. Истата ситуација и овде. Бираните проекти кои што ќе бидат први на пазарот, одобрени од ISO 20022, ќе го добијат тој наплив на капитал кој што ќе доаѓа од големите капитални институции и корпорации. На тој начин се враќаме на оваа слика и затоа велам. Погледнете оваа слика, значи претходно ја покажеме кога разговараме за ISO 20022, ова се проекти одобрени од ВЕФ. За да влезат во ISO 20022, за да бидат компатибилни и први на пазарот. И големите корпорации да ги гледаат како први, односно да инвестираат во нив како први. Не можам да бидам сигурен, уште еднаш, не сакам никој од вас да го земе ова како исклучиво финансиски совет и веднаш да ги купи само заради тоа што јас велам. Сакам секој од вас да направи сопствено истражување и да одлучи дали ова е правилниот пат за него. Но се враќаме на истата ситуација што постојано да кажам, што и Александар го дели истото мислење со мене. Зошто да не ги искористиме овие големи промени во финансискиот сектор, не само финансискиот, секаде. Овие 7 проекти опфаќаат се. Да ги искористиме со цел да направиме капитал кој што потоа ние ќе можеме да одлучиме што ќе правиме со него. Се разбираме? Значи ние сме мали риби во овој океан. Големите риби ќе го направат тоа што сакаат да го направат без разлика дали тоа нас се допаѓа или не. Тоа не го менува фактот дека ако пливаме на исто ниво со нив и ние ќе добиеме дел од профитот. Тоа е поентата која што нашиот канал се обидува да ја направи за сите негови членови на заедницата. Имајте го тоа во предвид. Тоа е идејата. Сега, запамтете оваа слика. А сега моментално ќе разгледаме, како што каже Александар, кои се компаниите кои што се на некој начин одобрени, кои што работат со ВЕФ, на институции и слично, и ќе видиме дали истите ги има на оваа шема која што е објавена од самиот ISO 20022. Значи вака. ВЕФ соработува, ги има под контрола, точно кажано, најголемите играчи во секоја сфера во светот. Комплетно се согласувам. Значи не можете да направите ваков тип, значи замислете кои сте вие за сите лидери во светот доаѓаат секоја година кај вас. Кои сте вие? Значи да остават се што се случува во светот и да дојдат кај вас секоја година. Значи затоа на место е тоа што кажува дека треба да му позавидат на Клаус Шваб, иако можеби Клаус Шваб е само лицето на сето ова, можеби позади него има многу поголеми фаци, не е битно, но замислете колку треба голема моќ да биде концентрирана на едно место за да ги привлече сите лидери во светот, без разлика дали станува збор за приватен или јавен карактер. Некои се нивни деца студенти регрутирани уште од млади и учествуваат свесно во спроведувањето и креирањето на агендата, а некои им е испран мозокот, не ја гледаат големата слика, со последиците и мислат дека прават добро и придонесуваат за добро, буквално. А не гледаат дека служат на злото и се што прават е во насока на контрола, пробивање и именување на човекот и човештвото и планетата. Какви што ги знаеме до сега и ги направил Бог и природата, секако со чест на исклучоците. Значи, сосема на место кажано, иако сум атеист, како и да е, идејата е дека на крајот од денот буквално ова се спроведува без разлика дали ние сакаме или не, со тоа што или сте глупи, или ви кажале што правиме. Значи, еве, така во прилика би било дефиницијата на луѓето кои што моментално учествуваат. Значи, следно. Некои од луѓето и организациите кои се блиски со работници и јавно се истакнати во бордот на УЕФ се. Сега, ова не е негова идеја или пак го нашо во некоја статија. Ова е официјално, сакам да покажам од каде се тоа потекло. Значи, ако отидете на Partners и Associates на World Economic Forum, ќе ги најдете сите овие кои што он, значи, седнал, ги барал еден по еден и ги ставил за да едноставно ние добиеме идеја кои се тие, да не мора да ги бараме еден по еден. Значи, може да видите овде дека ги има сите партнери и може да ги најдете еден по еден за да видите дека ово што ми го напишал Александар е сосема на место и е реално. Со тоа што и додал буквално кој од каде потекнува за да имаме, значи оно што сакам да ја кажам, нема ниту индустрија, ниту аспект од човештвото кој што не е опфатен со работата на Светскиот економски форум. Тоа е многу страшно. Значи пазете се. Reliance Industries Limited, Real, не знам точно што е. Добро, сега јас на пример само ќе се задржам на оние кои што на сите ни се познати, да видите само колку голем диапазон на личности се опфатени овдека од секоја сфера, кои што очигледно работат против нас, затоа што ние немаме поима што се случува таму. Значи, Nestle е една од најголемите прехранбени индустрии. Нема потреба да ги кажувам личностите, битно каде доаѓаат. BlackRock, нема каде го нема. Значи, ако после некој ми е омилен после Светскиот економски форум, тоа е BlackRock. Значи, Bain & Company, ова е некоја инвестицијска компанија, ако не се лажем, Интернационален монетарен фонд, уште една од оние мои омилени. CERN, знаете и сами, тоа е устварено на лабораторија во Швајцарија, но мислам дека е институт за технологија.
Значи Андре Хофман, член во бордови на многу големи компании. Добро, во ред. Европска централна банка, значи сите гомнари се на исто место. Немој да се секирате. Siemens, познато, една од најголемите телекомуникацијски компании, Accenture, запамтете го ова. Мислам дека го имаше овдека, само да го покажеме. Ево, Accenture, така, една од компаниите овдека. Значи ќе ги најдеме сите. Сега, World Trade Organization, Светската трговска организација, нормално, повторно, MIT, значи универзитетот, многу познат, нормално ви е јасно, сирот на Клаус, значи стандардна СДСШ тактика, никаде не може без фамилија. Фамилијата мора во администрација да биде. Светски поранешен форен министер, тоа е министер за надворешни работи на Ел Салвадор, а Ел Салвадор го адаптираше биткоин, не забораваме. Intel, една од најголемите корпорации за производство на на компјутерска техника. Добро, ова не ми е познато. Global Alliance for Trade Facilitation, искрено не ми е познато. Digital Society and Economy, Mission Possible Partnership. Значи, ова се некои големи корпорации, очигледно, што работат до... Значи, повторно, ова се оние најбитни личности кои што моментално се, како што можеме да видиме, associates, значи, бордот на УЕФ, така? Значи, гледајте го бордот на УЕФ. Прехранбена индустрија, BlackRock, Европска централна банка, значи, не постои од каде нема, значи, некои од големите, да речам, аспекти и сфери во светот. Следните кои се наброени надолу се фирми кои се во партнерски односи со УЕФ и тие директно или преку други инвестициски фондови ги поседуваат скоро сите други значајни компании, организации и здруженија. Она што го разговараме за BlackRock, се сеќавате, BlackRock јас ви го дадов само како пример. Имате огромен број на такви корпорации кои што поседуваат, помали корпорации кои што поседуваат, помали компании и истото што јас постојано го кажувам, овој пат, значи, кажано и од втор глас, дека сето ова е испреплетено и сите помеѓу себе се поседуваат и на некој начин буквално ја играат целата оваа игра за нас. Во истите ќе најдеме компании кои директно работат на блокчейн, крипто, Web3 и Metaverse проект, а останатите скоро сите инвестираат во некакви проекти директно или индиректно преку венчер фондови. Сега, венчер фондови, сеќавате јас ова исто кога разговараме за BlackRock, ви го кажав. Значи BlackRock дури сега го стави биткоин на своето портфолио. Тоа не значи дека BlackRock и останатите големи играчи не поседувале до сега крипто. Зошто? Затоа што венчер фондови, истата ситуација како што е на пример фондот Grayscale на Digital Currency Group, значи вие можете да поседувате во тој фонд биткоин, така, индиректно, пак го поседувате. Или пак некоја компанија во ваше име која што е, да речем, 3 скалила надоле во вашата архитектура, ме разбирате, да поседува во ваше име, затоа што вие поседувате акции во истата и може да донесувате одлука дека истата треба да купи биткоин, се разбираме. Така да повторно ти кажам, многу од овие компании, како што кажува и самиот, уште оддавна се инволвирани во блокчейн, но тоа не можат јавно да го кажат. Јавно ако го кажат, тогаш веќе сите ќе сватат дека треба да го купат. Затоа ова се прави во облан, да се прави, значи се тоа спакувано, да не може да знаат луѓето дека оние уште одамна инвестираат во сето ова, а овдека многу добро објаснето, нели, од страна на Александар и во оваа ситуација, да речем, попомогнато од мене, ќе видиме кои се тие. Ќе ги обележам подолу оние фирми кои што знам дека инвестираат во проекти или се залагаат и го пропагираат крипто, блокчейн, метаверс, веб3 и тоа го прават директно. Другите тоа го прават преку други фирми во кои се инвеститори, но нив нема да ги обележува. Значи сосема на место. Така е. Тоа што јас го кажувам. Повторно, Accenture, веќе ја спомнавме, така, че се е овдека поврзано. Адани, Адеко, значи активно истражува објекти трудови, Амазон, веќе ни е познато, Амазон веќе активно работи со блокчейн компании, посебно после тоа дека, нели, сами се свесни дека продавање на дата и на простор на интернет е многу полесно кога го правиш преку блокчейн отколку преку инсталирање на нови хард драйви, така. Сега јас ова ќе го приближам овде со цел да можеме тоа да го погледнеме. Значи, јас прво ќе сакам да ги најдам, затоа што овде ќе можеме да ги најдеме многу поедноставно, а потоа ќе продолжиме. Значи, еве да погледнеме Constellation, така. Значи да погледнеме на C, не беше овде, ама подоле ја најдов истата. Само да видиме, затоа што овде ќе имате различен степен на соработка. Значи Constellation беше сигурно овде. Само да видам дали може да најдам повторно. Constellation не е овде. Негде да погледам, не зашто не може да најдам моментално, но сигурно беше дел од овие компании, само момент. Тоа ќе направиме, нели, да забрзаме, да не мора да ги бараме една по една. Во ред Constellation не е, но може да е некоја помала компанија, затоа и не е овдека ставена, но ќе најдеме големите. Пример, IBM, JP Morgan and Chase, че погледате. IBM е ева,
JP Morgan and Chase никаде без нив, значи нели они се против крипто. Нормално, истиот го кажа овој на самиот светски економски форум дека на целиот крипто ќе пропаднал, консенсис. Исто така има и овдека наброена. Мислам дека беше подолу. Значи една од оние кои што исто така се опфатени овде, само се видам да најдам каде беше консенсис. Значи може да видите овде, значи и самите JP Morgan се моментално е купена консенсис, значи повторно е дел од сето ова. Значи ева, JP Morgan, IBM, консенсис, исто така Impel, мислам дека е дел, но нели само да пробам да најдам што ова, јасно ви е после ова, нели? Значи ева, ова се работи кои што он ги одвоил за нас. Значи ние можеме само да погледнеме дали истите одговара на она што моментално го разговараме постојано. Значи нели, овдека се како и да е, ми разбирате поентата. Најголемите играчи се дел од целата оваа ситуација. Значи најголемите играчи веќе се инволвирани во сето ова дебело, со тоа што можеме да погледнеме дека сето ова е веќе добро испланирано, има целоста шема како сето тоа ќе се одвива, само што нас сето тоа не ни е откриено. И моментално овие трошки кои што ги добиваме се уствари поврзете си ја слагалката или бидете касно на забавата. Еве, така оприлика изгледа. Сега ќе погледнеме некој од овие да видиме со кого се работа. Така, Alibaba, знаете и сами. Alibaba моментално е најголемиот за тргување, како што е слично на дома ни се познати овие сајтови. Едни од најголемите провайдери на нели, купување и шипмент, фактички шопинг онлайн. Alliance, нема што немаат, меѓу кои најголемата е авиоиндустријата. Bank of America, знаеме и сами дека Bank of America оттамна финансира во блокчейн компанија, е многу значи многу е нели во ред за сето тоа. Barclays исто така инвестира, значи Barclays исто ви е познато, BlackRock, треба ли да спомнам BlackRock. Со тоа што повторно, основачи на Circle, да не забораваме Circle е компанијата која што моментално го минта USDC. Многу ви е јасно затоа и од овдека потекнува ситуацијата дека Circle и USDC ќе бидат уствари следниот дигитален, односно нема да има потреба да прават CBDC, туку голема веројатност дека ќе го прифатат USDC. Консенсис повторно истата ситуација, веќе спомнато на графата која што ја покажав. Следна ни е Deloitte, која што е една од најголемите компании за сметководство, нели и правење на соодветни аудити на компании. Deutsche Bank, нормално, една од најголемите банки, Goldman Sachs, уште една банка, HP, познато вие што е HP, Google, треба ли да кажем за Google, значи сите овие се моментално кои што знаеме да активно инвестираат, IBM, Intel, нели, знаете кој е JP Morgan, Johnson Johnson, KPMG, уште една сметководствена голема компанија, Microsoft, Meta, Mastercard, многу познато вие се тоа. Сите овие моментално активно работат на развивање на блокчейн, секој за своја примена, некои активно со финансирање на проекти, некои со развивање на сопствени, како што е Microsoft, Morgan Stanley, уште една банка, PayPal, онлайн сервис за плаќање, PwC, уште една компанија за сметководство. Значи овие кои што ги знам, Sequoia Capital значи активно истражуваат на проекти пропагирање и истражување, имаат инвестирани во матичната компанија на Filecoin, Binance, Polygon и во други проекти. Sequoia Capital е уствари исто како BlackRock, само од помал карактер, кои што работат на нели капитално инвестирање во проекти. Siemens, Sony, Coca-Cola, Uber, мислам дека нема потреба да кажам, знаете кои се. Visa, значи Visa и Mastercard активно работат на наоѓање на така речено подобра технологија која што ќе ги подобри нејзините услуги, че да не се лажеме, заради тоа им битно за ништо друго. Bloomberg е strategic partnership, затоа и strategic partnership, затоа што Bloomberg самиот по себе е најголемиот финансиски канал, телевизиски канал кој што работи на анализирање на пазарите. Гледаме дека Bloomberg за разлика од претходно, значи претходно во 2017-18 година Bloomberg разговараше само на лоши теми во однос на крипто, сега моментално се многу по крипто френдли, дури во секој од анализите се опфаќа секојаш и крипто. NBC Universal искра не знам што е, TikTok. Добро. Како и да е. Партнерства и повторно се имате. Maersk, една од најголемите транспортни компании, Adobe, знаете што е Adobe, Apple, нели? Активно изучува проекти, пропагирање и истражување, имаат партнерство со други компании. Главен инвеститор во Apple е Sequoia Capital. Sequoia Capital, кој што спомнавме претходно, очигледно има инвестирано во големи проекти. Сега, не заборавајте дека Apple самиот по себе активно се уште нема кажано
дека нели работи на поддржување на вие проекти, тие проекти, но Apple сами по себе веќе поседува wallet на сите Apple мобилни, каде што може да едноставно чувате крипто, така да ова доста зборува за нивното адаптирање. Blackstone Group, Circle, познато ни е, значи Circle е, како што може да видите овдека добро на објаснето, DCG, JP Morgan и BlackRock, но како и да е, JP Morgan е против крипто, ама имаат инвестирано во Circle. Нели? Ворете. Гледате овдека, значи може да и погледнете сите сега да не одиме еден по еден, многу е побитно, значи затоа што ако стигнеме сега воред, ги знаете сите овие компании, поентата е дека на вистина има многу компании кои што се прво во соработка со ВЕФ, а многу од нив активно знаеме, оние кои што моментално овдека како Nasdaq, електронската берза во Америка, New York Times, најголемиот вестник во Америка, кои што моментално активно финансираат во се што е крипто. Така, Associate Partnership, че ова се различни левели на партнерство кои што ги има, како што кажам, може да ги погледнете сите овдека по ред, значи, гледате по категорија и по име може да ги најдете, со тоа што пак, значи, гледам да не испуштам, Animoca Brands е повторно едно од најзвучните имиња точно во крипто, тоа сакам да кажам, значи на вистина има многу инвестирано во крипто пазарот. Да видиме дали уште некој битен испуштаме. Да видиме дали има уште некој интерес кој што треба да спомнеме, Lenovo компјутери, мислам дека ви е познато кои се, значи повторно. Идејата од целата оваа ситуација е Louis Vuitton е да видите кои се големи компании моментално на вистина инвестираат сосема на место оно што е кажано од Александар. Добро, Ripple ни е познат, Stellar познат, нормално тоа се Ripple, Stellar. Да, исто сакам да ви покажам дека дел од нив се и овдека, значи веќе спомнати како компании, Hedera е спомната, само да ви покажам моментално, на H, на H, само момент да најдам, да беше малку погоре. Hedera е исто така спомната како една од компаниите, а Hedera Hashgraph ќе биде уствари и дел од оваа група на привилегирани кои што ќе бидат внесени во првата тура, да речем, на крипто. Сигурно ја видов и сакам да ја најдам за да ви ја покажам, само момент. Затоа што е во проектите подолу. Добро, во ред за тоа не може да најдам, но како и да ќе дојдеме до тој дел, уште малку. Значи, останете со нас, не е уште многу, но идејата е сакам да ви покажам, значи како што кажаме, кои се го има од сето ова. Значи, може да погледнете NIR протокол, мислам дека ви е познат. Robinhood, за жал, иако не сум многу позитивно расположен за нив, но како и да е. Значи, ова се моментално компаниите кои што знаеме дека финансираат. Така, со тоа што интересно е сега овој дел кај што го образложува. Сега ќе ги наведам сите луѓе кои се вклучени во изработка на документот за регулација на Digital Currency Governance конзорциум, за кој што ставив линк погоре. Тие се следните и истите работат во многу значајни компании, организации, владени институции, а документот, предлогот го ставив во линк. Значи, веќе не е отворен, станува збор за овој документ. Сега, значи, зошто е битно ово? Да погледнеме кои се луѓе уствари учествувале во стварање на ова, така речено, значи, ова е, знаете како FATF, кога ви дава препорака да вие работите врз истата. Ако не ја исполните, едноставно ќе бидете отстранети од оваа заедница во која што моментално сите членуваат. Така да и оваа ситуација. Они ви дава препорака по која што треба да се водите. Значи, можеме да погледнете дека главните лица се уствари и дел од самиот светски економски форум и тоа од, значи, ова се практично оние луѓе кои што се задолжени за развивање на самата агенда на блокчейн и дигитални валути, така да можеме да погледнеме дека тие се тие кои што се главни автори. Со тоа што погледнете од каде се имаат буквално земено, така да речено, коавторски права и луѓе кои што работат заедно со нив. Значи Linux, знаете и сами, еден од најголемите производители на софтвер, некоја си компанија, Германија, Израел, чисто онака само да погледнеме, Обединетото кралство, Швајцарија, Барбадос, че повеќето се овдека од Америка, со тоа што имаме Mastercard, да видиме што друго имаме, некои големи компании, Ripple, исто така дел од оние кои што го пишувале овој правилник по кој што треба да се водат, така, значи, само да видиме дали уште нешто можеме да најдеме, значи гледате, името сега дури Кина, затоа што Кина е као наводно сама по себе, не е, гледаме дека сето тоа на крајот повторно функционира заедно. Shopify е една од големите компании кои што работат нели на ритейл купување и продажба од Канада, Шпанија,
BBVA, ако не се лажеме, банка во Шпанија, не сум сигурен комплетно, Mastercard повторно, Linux повторно, значи идејата е дека имаме од сегде луѓе кои што моментално работат на секаков тип на сектор, без разлика дали станува збор за платежни индустрии, софтвери, чуда, значи еве Harvard University, еве зборуваме за едукационен сектор, значи имате било многу различни професионалци од било кој дел од светот кои што работат заедно за да создадат така речена рамка која што треба да биде водилка за формирање на следното законодавство за крипто, со тоа што нема логика да продолжиме понатаму, гледате и сами дека многу јасно може да погледнете, станува збор за огромен број на корпорации и на соодветни институции кои што работеле заедно да го направат сето ова, но повторно ова јавно нигде го нема. Тоа треба вие да знаете каде да барате за да го најдете. А не верувам дека никој од вас, пак ќе кажам, во слободно време седи и гледа што се случува на страната на Светскиот економски форум. Да бидеме реални. А они тоа го знаат. Че седо дека има нова епизода од Кардашијан, зошто би седеле и гледале што разговара некои будали од Давос, ме разбирате? Гледајте театарот што ви се представува, имате турски серии дома, имате нели Кардашијанс, така да на крајот од денот многу лесно е да се одземе вниманието на секојдневниот човек, кој што ниф е многу добро познато. Сега, ова е најбитниот дел од целото видео денеска, да видиме кои биле проектите кои што беа последни со свој представништво во Давос, и тоа некој многу повеќе, некој многу помалку во однос на тоа што и самите се застапени таму со соодветна, да речем, некој и сами откажува. Значи имаат и свој, да речем, сега како ќе кажам, штандови на кои што нели ја презентираат својата технологија, но како и да е, овие се тие кои што биле таму за соработка, така. Значи погледнете, Ocean Protocol самите по себе имаат и свој коин, мислам дека ви се познати. Ова е Silver Lake Funds, тоа беше и погоре спомнато, PayPal, како и да е. Значи овие се секако поврзани со крипто сектор. Chainalysis е една од, ако не и најголемата компанија која што се занимава со on-chain анализа. Да видиме кои ни се познати. Polygon, мислам дека не морам повеќе да зборувам, знаете точно кој е Polygon, Sandbox, Aave, нормално Circle, веќе спомнато. Hedera, како што кажавме, односно оваа ситуација веќе испланирано. Значи Hedera е како дел од оваа рамка која што треба да биде опфатена. Ripple, Stellar, нормално веќе опфатени таму, Web3 фондацијата, која што занимава со развивање на Web3 интернетот. Сега, партнери за платформа Shaping the Future of Blockchain and Digital Assets се. Односно, ова е практично посебна платформа во која што се поканети одредени проекти да учествуваат Shaping the Future of Blockchain and Digital Assets. Значи, каде ова доаѓа? Еве го. Значи, на оваа платформа се поканети да учествуваат со причина. Така, Aave моментално е една од најголемата lending and borrowing платформа во целиот крипто сектор. Сега, не заборавајте дека многу од овие имија кои што ги гледаме овдека се компании, кои што сами по себе сигурно имаат финансирано во многу од оние проекти кои што моментално ние ги знаеме, така да повеќето нема да ни бидат познати. Тоа е интересно. Затоа што арапскиот свет со сигурност е многу заинтересиран, значи некои од овие центри уствари и се обидуваат да го Бахрейн, Дубај, се обидуваат да го да ја променат својата економија, да адаптираат крипто, затоа што знаат дека порано или подоцна нафтата ќе ја снема или пак нема да се користи, така да ова е на некој начин нивно ребрендирање со цел да едноставно начин како да се пронајдат себе си во криптосферата која што само што доаѓа. А вие замислите ако некој планира кога ќе снема нафта да се фокусира на крипто, тоа треба да ви каже колку голема планираат да биде оваа индустрија, ако Дубај одлучува да се направи себе си како крипто хаб и да биде следната водилка во крипто секторот. Така да нека ви биде тоа една од водилките колку уствари очекуваат да биде голема оваа сфера. Сега да продолжиме понатаму во однос на оние кои што ги знам, затоа што повеќето од нив не ги знам, Hedera веќе ја спомнавме, нормално. Ова се некој exchange очигледно, HSBC е уствари банка која што наводно не сака ни да слуша за крипто. Јас имам HSBC, а не можам никако да ги поврзам со ниедна платформа, но во исто време HSBC е еден од основните кои што инвестирале во DCG. Погледнете на нашите видеа претходно, може да проверите исто и вие. JP Morgan нормално повторно, негде без нив. Значи Microsoft исто беа спомнати и горе нивната фондација, тие што го трујат светот, уствари. Morgan Stanley, уште една банка. Nasdaq, како што кажеме претходно, Near Foundation е уствари Near Protocol коинот.
Значи, ако продолжи Purity AI, значи AI како што кажаме е нешто ново што доаѓа на пазарот, Ripple, Sequoia Capital рековме дека како заедно со Skybridge има многу големи инвестиции во моменталниот крипто сектор, Stellar, значи можеме да видиме дека повторно станува збор за само одреден број на проекти кои што моментално се опфатени овде, како што рековме Ripple, Stellar, значи Near Protocol, рековме Hedera Hashgraph, исто така, АВ беше спомната погоре, значи гледате не се многу проекти моментално овдека и Polygon, така, значи пак се бројат на прсти колку моментално имаме проекти кои што се директно застапени и се спомнуваат во целата работа на УЕФ. И пак уште еднаш, значи иако можеби за ова се слагаме, можеби само не се изразил правилно Александар, сакам да напоменам дека AES 20022 ќе биде порталот кој што ќе овозможи на одредени криптопроекти да го заземат своето место во новиот финансиски систем и мислам дека сум сосема управо во тоа, со оглед на фактот дека овој систем е веќе адаптиран, ова не е тест, ова е веќе адаптиран систем од најголемите економии во светот, што верувам дека понатаму ќе доведе до на некој начин да добиете зелена карта или не, за да можете да бидете дел од овој нов систем во кој што ќе на некој начин имате шанса да добиете дел од главниот капитал кој што моментално тече низ целиот свет, а не доаѓа до крипто секторот затоа што се уште не сме регулирани. Сега, следно што ќе наведам се сите фирми и луѓе кои што беа застапени на УЕФ на последниот состанок, некои од нив учествува и на панел разговори и некои беа организатори и на истите, а некои само се рекламираа. Повторно станува збор за некои одредени проекти кои што некои од нив не сте ги ни слушнале. Јас искрено за LCX па слушам, додека Дарко Јошев, еден од најдобрите соработници на каналот, веќе ми го спомна и дури ми прати нова апдейтирана слика каде што и LCX е уствари дел од целата оваа шема. Ќе морам да го разгледам тоа подобро. Нормално, Polygon нигде без истиот. Многу е јасно дека нели истиот е незаменлив. BitMEX е менувачница. Сега да погледнеме друго. Овдека Alliance Block вели во него имаат инвестирано многу звучни имиња и инвестициски фондови. Добро, во ред. XDC, така, значи моментално, буквално досега беа спомнати и Hedera, и XDC, и Ripple, и Stellar, и овдека ќе видиме и Algorand, нормално, со тоа што единствено кој што не успеав да го најдам досега е IOTA и Quant. Да погледнеме надолу, може би се запишени според името на оној кој што ги направил. Да бидеме реални, може би затоа и не сум ги сретнал. CV Labs, овие се многу активни во индустријата и соработуваат со PwC, тоа и KPMG, тоа се двете едни од најголемите сметководствени компании во светот. Други исти го имаат изработено документот кој го пратив претходно репорт 2022 година. Повторно, Hyperledger, ако се сеќавате, овдека е исто така го имаше Hyperledger, само да најдам каде. Ево Hyperledger, Quilt, значи истиот некој од оние помалите кои што не успеавме да ги најдеме. Cointelegraph, знаете сами, една од најголемите агенции за информации во криптосветот. AAV, Avalabs, Ava е исто така Coin, знаете, Algorand, значи ево уште едниот кој што ви кажува дека го има овдека. Значи Mastercard, Paxos. Сега ова ме буни. Затоа што гледате и сами дека Paxos е малку изолиран со оглед на фактот дека работи со компании како Binance кои што не се баш многу прифатени, но овдека гледам сосема поинака слика. Зошто? Paxos моментално е прифатен, а не само тоа, него и Сизи самиот има и интернет овдека. Сизи имаше јавување онлайн. Така да Binance соработува со УЕФ, тоа беше нешто што ја не го знаев, нели? Во ред се случува. Coinbase исто. Значи мислам дека е многу повеќе од јасно дека Coinbase е така речено како стакаат да изгледа една менувачица, не како Binance, односно Coinbase која што може директно да биде контролирана од една влада. А Binance вие интернационално ниво не знаете ни каде да го тужите. Така да Coinbase е poster child како треба да изгледа децентрализирана менувачица. CoinDesk, уште еднаш, тоа е една од поголемите куќи за информации во криптосекторот. Lisk е многу мала криптовалута, дори се чудам што ја има овдека, јас помислив дека веќе ја нема. SingularityNet, ова беше AI проектот. Чертик, искрено прв пат слушам, не сум го видел до сега. Само да видиме кои други. CoinSys, како што кажавме, веќе интегрирано и очекувано да биде дел од целата оваа шема која што видовме овдека. Ripple и Brett Garlinghouse, мислам дека повеќе од јасно Stellar во истата ситуација. Ево, Skybridge, затоа и реков, инвеститори во многу проекти, значи многу звучно име во криптосекторот. Само да видиме кои други.
Добро, ова е повторно поврзано со Ripple, Filecoin, Quant, еве го Quant, како што рековме, значи и Quant е застапен, уште еден од оваа слика, единствено кој што не успеавме да го најдеме до сега е IOTA. Значи сите овие гледате дека веќе биле дел од практично на некој начин оние кои што се очекувани да бидат дел или прифатени од самата УЕФ и од сите овие институции понатаму, затоа што ако вие сте поканети да учествувате на УЕФ како проект, значи да рачунаат за нешто. Така, Filecoin, најголемиот провайдер на меморија на интернет. Quant, кажавме што е, доколку не може да погледнете, имаме посебно видео за него. Во редовот инвестира многу звучни имиња и инвестициски фондови, и низ Швајцарија има своји школи и се изучува на некои универзитети. Знаеме зошто, значи Quant се обидува да биде интернет на се. Cardano, повторно многу збунувачки, јас очекував дека нема да биде дел од ова, но знаете како, не може да избегате од моментот каде што ви е потребен капитал да се развиете. А децентрализираноста на Cardano се надевам дека ќе го одвои да не биде контролиран од вакви тапоглавци. Значи, One Inch Chainalysis, кажавме што е, Cello исто така уште еден проект, и Chainlink, знаеме кој е. Ева, многу добро кажам. Chainlink знаеме кој е, затоа што нема друг Oracle. И ово е последниот пасос, знам дека беше малку суопарно, но за жал ова е единствениот начин преку кој што можеме да поминеме преку голем дел на ваков тип на информации, за жал, но мораме да поминеме со цел да имаме представа што моментално ни спремаат и кои се тие привилегирани компании и проекти кои што ќе бидат опфатени со овој голем рестарт. Значи вака, исто треба да се напомене дека има и многу други луѓе на Young Global Leaders, типот на Грета Тамберг, јас сум атеист, ќе се прекрстам, која исто така организација на УЕФ и служи за регрутирање, кои што имаат работено во BlackRock, Consensus и други звучни компании. И ќе бидат следните генерации кои што ќе бидат инфилтрирани низ разни организации преку кои ќе може да се влијае. За нив ќе ми треба уште време да разгледам кој и како ќе се поврзани со некој од блокчейн проектите и општо цела индустрија. Некои веќе ги знам и се активни инвеститори преку нивни фондови и слично, ќе ги пишам во друга прилика бидејќи се многу и ми треба време да видам како учествуваат во оваа индустрија. Значи, уште едно, секоја чест за информациите, еве ги спроведуваме од збор до збор, така е најдобро, него ли јас да на некој начин го преведувам сето тоа со оглед на фактот дека нели Александар многу добро го срочил. Наредниот период ќе ги напишам прегледно кои компании во кои проекти имаат инвестирано и со кои други инвестициски фондови се поврзани. Она што ви го кажував дека се буквално како чашка во чашка, она матрошка куклите. Значи, секој во секој има инвестирано и на крајот буквално не може да најдете од каде почнува и каде завршува, со оглед на фактот дека овие корпорации се како рак. Значи, нема компанија во која што немаат барем нешто, некој дел. На крај повторно ќе напоменам како и на почетокот, тоа дека ќе се погледне каква армија работи, промовира и инвестира во оваа индустрија, лесно може да заклучиме дека ќе биде имплементирана со сигурност. Полека но сигурно се тестира технологијата, се прави добра платформа, се регрутираат луѓе и проекти. Сосема на место, со тоа што повторно, како што каже и Александар, верувам дека само него опфатил тоа во самиот текст, значи ќе бидат бирани. Проектите кои што ќе бидат дел од ова ќе бидат бирани. Што значи дека имате проекти кои што се општо познати на јавноста, без разлика колку се популарни, оние кои што ќе бидат дел од ISO 20022, мислам дека тоа ќе биде главната врата и главниот на некој начин буквално регулатива која што мора да ја прифатите и да го направите својот проект да биде во склоп со истата, со цел да имате пристап до големиот капитал. Затоа што голем капитал ќе може да биде инвестиран само во оние кои што имаат тикер, а тоа значи да бидат, погледнете го нели видеото за ISO 20022, ќе ви стане точно јасно што зборувам, каде што на некој начин ќе бидат дозволени нели од страна на регулативата да бидат инвестирани од страна на капиталните институции и корпорации. И сосема за крај, друго што сакам да напоменам, ова е многу битна работа, секоја чест на Александар што му текнало, е тоа дека се согласувам пополно со тебе, дека треба да инвестираме во инфраструктурни проекти и екосистеми, затоа што овие нема да подлежат на регулатива и затоа што на нив ќе се гради се во иднина. Она што го разговараме постојано да барате која е таа клучна причина поради која што инвестирате во еден проект. Дали е тоа Chainlink и неговата Oracle инфраструктура која што е незаменлива, дали е Atom со моменталниот интернет протокол за сите блокчейни или пак Layer 1 солуции од типот на Cardano, на Ethereum, кои што се буквално инфраструктурата на која што ќе се гради. Гледаме истото потврдено и од Александар, што нели би благодарам што го делите моето мислење.
Сега овој дел е многу битен. Исто така сметам дека добро би било да напоменеш во иднина во некој од видеата и тоа дека со дел од заработката во иднина треба да се инвестира и во реални работи, како во земја, недвижности, производство на храна и слични работи кои се реални. Сосема на место, комплетно се слагам, затоа што не може да ги ставате сите јајца во една торба. Значи тоа старите многу добро го кажале со причина, затоа што кога ставате се во еден сектор, ако има било каков проблем, тектонски пореметување во истиот, вие ќе буквално добиете десеткување на вашето портфолио. Додека ако тоа го разделите, нели повторно, разговараме што ќе биде кога ќе биде. Ние прво треба да направиме капитал за да можеме да направиме негова диверзификација, кој што разговараме. Значи исто како што јас моментално правам диверзификација на портфолиото во овој сектор, значи нормално дека јас имам трнато и настрана средства кои што понатаму планирам да ги инвестирам во недвижни, да ги инвестирам во друг тип на, да речем, капитални добра, со цел на некој начин да осигурам дека мојот капитал има поголем диапазон на сфери во кои што действува, а второ поголема стабилност за зачувување на неговата вредност. Сега, ова го пишувам бидејќи каналот е за едукација на нашата заедница, а таа и низините поколенија не смеат да се дозволи да мислат дека се богати и поседуваат богатство, дека поседуваат нешто во метаверс, поседуваат NFT, дека се кул и напредни во тој нов свет, а од друга страна во реалноста да јадат храна од корпорациите, да живеат под кирија кај корпорациите и да возат коли на оперативен лизинг кај корпорациите и ред други работи, сосема на место. Значи, финансиска слобода не потекнува само од тоа да имате нешто на сметка, дали е тоа само капитална вредност во традиционалните финансии или пак е капитална вредност во крипто светот, многу добро кажано, треба да го направите тоа со добра диверзификација од типот да овозможите да имате прво и најбитно своја недвижност, а потоа во се друго, како што кажува и сам, реалните индустрии. И овој пат не зборувам инвестирање преку eToro во Тесла, зборувам конкретно инвестирање од типот на сте купиле акции во Алкалоид, сте купиле акции во некое друго друштво, например, оние големи во Македонија кои што никогаш нема да умрат. Затоа на тој начин вие ги имате овие, значи вие ги имате во рака. Или пак метали или како и да е. Значи многу добро кажано, не може да се попрете само на една сфера без разлика колку истата нели ви дозволува и на некој начин ви ветува профит. Кога ќе дојде момент на некој од нас да има профит, било паметно да направи диверзификација, а прва и најлесна би била недвижности. Верувајте ми, недвижноста генерално нема смрт. Дури да намали својата вредност, тоа е на некој начин исто како и овие пазари во горе и доле, но едноставно е нешто што постојано го имате и може да се попрете на истото. Така да добро е тоа што го кажува, треба да направите истражување сами за себе, но профитот мора да го диверзифицирате не само во криптосветот, било каде на друго место, мора да одлучите сами каде ќе го направите тоа. Во овој контекст за храната исто така може многу да се зборува. Точно. Но овде ќе напоменам само еден најнов податок, дека после ВЕФ во ЕУ е изгласан закон со кој се дозволува на производителите на храна да користат и инсекти, вклучително леб, брашно и се друго во храната, која секако не е здрава за консумција. Во склоп на ова што го кажа моментално Александар, значи истото јас го приметив уште многу одамна, но сакам само да ви покажам една интересна работа, го чувам за последно. Никол Кидман, знаете си кој е, така? Значи, ве молам, значи, погледнете ово видео, каде што Никол Кидман јаде инсекти. Значи, ова е, уште одамна се обидуваат да не натераат да видиме дека тоа е нормално, дека тоа е сосема правилно, дека не е тоа никаков проблем. Погледнете слободно, значи видеото и ќе ви стане јасно каде што вакви битни ликови се обидуваат нели да ни доловат како е тоа сосема нормално, а сето тоа е испланирано од вашите. Така да имате од тоа предвид дека сето ова ќе биде тренирано преку ваков тип на репрезентативни личности кои што ќе треба да ни покажат како тоа треба да се направи. Значи како тоа е нормално, како да јадеме црвчиња е сосема окей, дека тоа е новата ин работа. Така да имате од предвид. Значи овие фацки они го прават тоа со намера. Значи овој го прават со намера да не истренираат како треба да биде тоа направено. Чисто да погледнете, значи дури ова се, да, штурци, супер е, одлично. Не зборови. Не заборавајте уште еднаш дека сето ова е направено од вашите омилени Светски економски форум во секој сегмент. Така да со ова и ќе завршам овде. Значи уште еднаш му благодарам на Александар.
беше доста интересно сето ова да биде направено од типот на да го читам дело кој што он го има да го каже на мене и на самата заедница, а со тоа и јас дополнително да надополнам со она што го имам како информации или пак можам да го најдам за да ги потврдам информациите кои што ги доставува он до нас. Така да бидете уште еднаш информирани дека оваа индустрија 4.0 доаѓа и дека гледате дека дури и во оваа ситуација и колку и да не го сакаат, блокчейн мора да биде прифатен со оглед на фактот дека на крајот од денот јас пак мислам дека побитна причина е тоа што не може без него. Станува збор за технологија која што е приватно развиена и која што мора да прифатат со цел да дојдат до Индустрија 4.0, но и обратно, како што кажавме според самиот тоа што го има најдено и самиот Александар, е дека овие проекти без таквиот голем капитал едноставно никогаш нема да достигнат целосна како да кажем капацитет, да го исполнат својот капацитет. Така да за жал ваквото партнерство е неопходно и е многу битно да го искористиме максимумот од истото. Така да ние будно ќе следиме во следниот период кога конечно ќе почне да се исполнува ISO 20022, затоа што верувам дека ISO 20022 ќе биде предвесникот на она што го очекуваме од ова. Односно она веќе разработена шема во која што се знае кој блокчейн ќе биде користен каде, а ова е таа инфраструктура за која што јас и Александар зборуваме дека не мора да бидат конкретно овие проекти, но и понатаму верувам дека ќе има и други проекти кои што ќе бидат дел од целата оваа нивна шема, во која што истите ќе имаат клучни улоги, а поседување на овие проекти, односно делови во токенизирана форма, ќе значи да имате така речено дел од профитот кој што овие проекти ќе го направат. Така да на крај, она што е заклучок од целата оваа ситуација е гледате што прават големите, не ги слушајте што ќе ви кажат, гледате што прават. Истото што ви го покаже и Александар, истото го кажувам и јас очигледно, се слагаме во многу од овие да речем ставови и се надевам и како и секогаш ние како канал ќе се обидеме што можеме повеќе да ги доловиме овие информации до вас, како што може да видите се јавно достапни, може да ги проверите во секое време, но следете го нашиот канал и уште еднаш. Вака една заедница може да изгради многу подобар профит од секој од нас засебно. Она што го објавив вчера како кавар на нашиот канал не е кажано за џабе, кажано од моја страна и верувам дека е така. Значи, иако многу од луѓето можеби ќе се насмеат, но не ме интересира. Главната цел на заедницата која што моментално ја градиме и баш така по дефиниција е. Значи, замислете неколку гемиџи што успеале да направат. Прашете ги турците и грците, они знаат најдобро. Сега, замислете на тоа јадници од нив што може да направат, кои што се финансиски осамостоени и кои што имаат доволно пари да не мора да зависат од никого и да размислуваат со сопствена глава. Значи, освен едукација и финансиска слобода, овој канал се надевам дека ќе изгради заедница која што, како што може да видите и сами, работи за доброто на истата. Значи, овие информации кои што ги добивам се од доброволци како мене, кои што ги доставуваат овие информации секојдневно, без разлика дали е 4 сабајле или 4 попладне. Значи, Александар седнал со сати да го напише се тоа, да истражи за секој од овие компании, да пише дали истата истражува, дали истата инвестира, со цел да имаме подобри информации за бул маркетот кој што доаѓа. Значи, уште еден доброволец како мене и оние кои што постојано ги спомнувам како Бобан Досев, како Дарко Јошев и останатите кои што постојано работат на информирање на јавноста. Значи, затоа и велам, група на гемиџи не може да бидат победени. Така да се надевам дека оваа заедница ќе продолжи да се гради како што се гради и досега и со несебична работа заедно ќе успееме да се пласираме многу добро во следниот бул маркет. А за тоа се надевам дека ќе ни помогнете вие, како и секогаш, значи не бараме ништо посебно, доколку немате контрибуција, доволно е само овој материјал да го на некој начин дадете на оние кои што сакаат да го научат и кои што би имале полза од истиот, затоа што истиот е бесплатен и заедницата го прави со цел да се надгради самата себе си. Така да ви благодарам уште еднаш, се надевам дека уживавте во ова видео. Јас навистина уживав да го направам со оглед на фактот дека јас добив многу информации кои што досега не ми беа познати. Така да уживајте во истото и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.